На правилната исхрана е секогаш од голема важност со цел да се зачува одличната физичка форма и состојба на секој еден од нас. Овој режим на исхрана е уште поважен се чини некако во текот на летото. Затоа за најчешките денови треба да се воведе еден посебен и соодветен режим на исхрана кој што ќе делува максимално благопријатно за нашето тело. Неколку совети на темата кои се оние намирници кои што се добродојдени во летните денови, а кои се оние намирници кои што треба да се избегнуваат во жешките летни денови, утринава добиваме од нашата следна гостинка во утринската програма, нутриционистката Билјана Ристевска. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам за тоа што прифативте поканата да говорите за Македонија наутро. Билјана, летото и високите температури често предизвикуваат дехидратација на организмот, па затоа е многу важно каква храна внесуваме секојдневно. Летото е дефинитивно период во кој што можеме да уживаме во изобилство од овошји и зеленчук, особено оние свежите. И сега ако ги прашаме нутриционистите, овошјето и зеленчукот секогаш се вистинскиот избор кога станува збор за исхраната во лето. Зошто е тоа така? Од проста причина што нели овошјето и зеленчукот се навистина ги имаме присутни се на пазарот во изобилие во периодот сега кој што следи, односно летниот период, и од причина што изобилуваат со најголема количина, односно процентуална застапеност на вода во истите. Понатаму имаат голема количина на витамини и минерали кои што се неопходни или не ги внесуваме доволно во текот на летниот период, и со самото тоа нели се потребни за организамот. Растителните влакна кои што ги содржи овошјето и зеленчукот исто така се добри за подобра дигестија, односно подобро варење на истите во нашиот организам. Има повеќе зошто да се конзумира нели овошје и зеленчук во текот на летниот период, и сето тоа треба да биде нели избалансирано, добро избалансирано во текот на денот, односно во менито кој што го има секој индивидуа, посебно сама за себе. И од таа причина треба да се направи добар избор нели на внес на овошни и зеленчукови компоненти во текот на денот. 15% од вкупниот дневен внес треба да отпадне на овошјето, односно на овошните плодови кои што ги имаме сега на пазарите, до 25% треба да отпаднат нели на до 30 може на зеленчук. Понатаму следуваат нели оние други макро-микронутриенти како што се нели протеините и останатите нели хранливи материи кои што треба да бидат исконзумирани во текот на денот, како што се нели и житарките, протеините преку нели храната од животинско потекло. И сега, кога е овошјето и зеленчукот во прашање, она што најчесто се поставува како дилема е во каква форма е најдобро да се конзумираат и особено во кој период од денот, особено во текот на летото. Најдобра форма за конзумирање е да го скинете од дрво и да го конзумирате овошјето или зеленчукот, да си го наберете од сопствената градина или бавча. Најдобро е овошјето да се конзумира во состојба, односно форма како што ни го дава природата. Тоа практично значи цел овошен плод да биде исконзумиран онака како што треба да биде исконзумиран, меѓутоа нели да се запазат неговите квалитетни состојки, што тоа значи и безбедноста негова, дека треба добро да биде нели измен, односно третиран тој производ пред да биде исконзумиран. Доколку не е од вашата градина и бавча, треба да биде нели навистина соодветно третиран во домашни услови заради хигиенските нели причини, односно параметри кои што треба да бидат и такако нели на високо ниво пред конзумирање на еден овошен или зеленчуков плод. Понатаму нели тоа може да биде во вид на овошна или зеленчукова салата исконзумиран, може да биде во вид на некој нели компот направен, меѓутоа без додаток на нели засладувач или кристал шеќер. Понатаму може да биде исконзумиран во форма нели на смутија, сега многу популарни, или во форма на цедени сокови, дали од овошје или од зеленчук. Најдобрата негова нели опција за конзумирање е формата во која што природата го дава. Да, сепак онака свежо како што ни го дала природата. Што е со овие свежо направени сокови кои што пред малку ги споменавте од овошје или од зеленчук, дали тие се препорачуваат во лето? Каква хранлива вредност имаат и за кого пред се препорачливи? Знаете како, тоа е можеби полесната опција за конзумирање на некој овошен плод. Зошто? Заради тоа што можете да го исцедите одвечер, да го пиете во текот на целиот ден, наредниот ден, меѓутоа хранливите материи кои што тој ги содржи практично се оскудни. Зошто? Од причина што нели тој сок ќе го, ако се пијат сокови, треба да бидат препорачливи во текот на летниот период, да се концентрати од соковите, да не се додава вода заради нели на биохемиска реакција меѓу компонентите кои што ги содржи сокот и молекулата на H2, односно на водата. Од таа причина
во текот на летниот период, да, пожелни се, меѓутоа да не се застапени како во текот на зимскиот период. Ни најчесто знаеме дека во текот на зимата цитрусите постојано се цедат наутро или така се стартува денот, меѓутоа во текот на летото гледате нека се тоа повеќе овошни плодови, доколку е сок, нека е сок во моментот исцеден, па тогаш исконзумиран. Немојте да оставате да одстојува нели во текот на денот или најлошо нели во текот на ноќта таков исцеден како што нели најчесто знаеме и милуваме да го подготвиме. Од таа причина затоа што и сокот ги нема ни растителни влакна, нема пулпата од овошјето, го има само нели сокот. Да, витамините, минералите да, меѓутоа има хранливи материи и во самата нели во самото месо на овошјето или на зеленчукот, таа пулпа многу популарна меѓу нас и не треба да биде отстранета и исфрлена нели од исхраната. Посебно не во летниот период каде што имаме честа појава на нели вируси, стомачни вируси кои што се проследени со диареја и повраќање. Токму на тоа сакам да се задржиме во наредниве минути. Препораките за редовно консумирање на овош и зеленчук се постојано во текот на целата година, но особено се чини во овој летен период. Но она што особено исто така важно да се напомене е дека пред да го јадеме овошјето или зеленчукот, треба и добро да го измиеме со безбедна вода, со цел да ги избегнеме токму овие цревни заразни заболувања кои што ги споменавте и претходно. Од тука колку е важна хигиената на храната која што ја консумираме, особено во текот на летниот период? Најмногу, не само во текот на летниот период, туку и во текот на целата година, практично во текот на целиот живот. Од детето најмало кога ќе се роди едно бебенце, значи до најстара возраст, многу е важно. Ние говориме овде за здрава храна. Меѓутоа колку е таа квалитетна и безбедна, значи тоа оставаме нели на индивидуата сама по себе, меѓутоа мора. Значи прво мора да бидат чисти рацете пред да го земете тој плод, да го измиете, односно да го нели истретирате хигиенски. Понатаму треба да хигиената да биде на вистина на високо ниво, затоа што е залудно вие да купите најквалитетен плод доколку тој плод не биде безбеден за ваше конзумирање. Како да се измие, значи во ладна вода да се измијат добро плодовите со цврсти нели кружни движења, зависи се за кој вид на плод станува збор, меѓутоа мора да и тоа да потрае, не да биде само една секунда вака сте го ставиле доматот по чешме и го тргате да го конзумирате, не е во ред. Понатаму знаеме дека нели е добро одстојување на овошето и зеленчукот во раствор од домашен јаболков оцет со вода или сода бикарбона со вода. Меѓутоа немојте предолго, од проста причина што истиот содржи витамини кои што се хидросолубилни, витамини растворливи во вода. Па може да се случи дел од истите, односно проценти да преминат во водата во која што вие го третирате, односно миете овошето и зеленчукот. Треба да се биде навистина внимателен при конзумирање на било кој производ, посебно на овие кои што ги внесуваме во сирова форма, како што се овошето и зеленчукот. Кога станува збор за намирниците кои што секојдневно ги конзумираме, месото е неизбежен дел, особено за овие простори. И сега во која мера месото треба да биде застапено на нашата трпеза во летниот период, бидејќи во принцип некако во лето се почести се оние препораки да се намали токму количината на месо која што ја внесуваме. Знаете како препораките се едни, меѓутоа побарувањето од пациентите се други. Најчесто знаме дека летото нели е период на дружење на отворено, па сите таму некако не одиме на салата, туку одиме на скара некаде, а на таа скара се подготвуваат нели најчесто месо и месни производи. Во текот на летниот период од проста причина месото треба да биде нели сведено на минимум конзумација заради тоа што е подлога за развој на многу микроорганизми и не понекогаш мислам почесто се патогени микроорганизми кои што почнуваат да создаваат реакција на расипливост, односно трулење на тоа месо и практично вие не знаете колку време тоа е стоено некаде пред да го исконзумирате. Доколку е домашно месо и знаете како е чувано и третирано, може, меѓутоа и тогаш да не се претерува со внес на количински внес од причина што нашиот организам во текот на летото е малку попасивен, во наводници пасивен, не може губи големо време, повеќе време за преработка на месото и протеините од истото, со тоа што нели на база на тоа троши енергија повеќе од потребната и нели компензира во другиот нели дел од нашиот ден, од организамот и со самото тоа некако се чувствуваме поизморени, односно попотрошени при конзумирање на месо во летниот период, посебно ако е во текот нели на оној најтоплиот дел од денот. Ако ве прашам лично вас, знам дека ќе ми кажете дека исхраната без месо е идеална, но еве за оние кои што не можат така лесно да се откажат од месото, кои видови на месо би им ги препорачале, особено во летниот период? Ако ме прашате мене, јас не конзумирам месо долг временски период наназад, меѓутоа тоа не значи дека месото не е нели хранлив намирник, да не се разбереме погрешно, по дефиниција и по наука, хранлив намирник кој што содржи на вистина макро и микронутриенти во голема количина, меѓутоа ова по книга.
месото кое што денеска се пласира на нашите пазари, можам да кажам дека некаде 10 до 15% не ги следи дефинициите од книгата кои што ние ги учевме и за кои што полагавме испити. Кое е месо? Пожелно е месото да биде попосно, да не е мрсно месо во текот на во летните месеци кога се конзумира. Што тоа значи? Значи да биде некое добро здраво сиркино парче на месо, добро здраво пилешко, меѓутоа домашно пилешко месо, кога говорам веќе стварно сериозно само за домашно пилешко месо, или одгледано во фарма каде што навистина ги следите и знаете по кои стандарди се одгледува тоа пилешко месо, или постом свинско и јунешко, односно телешко месо. Кога сме кај тоа е месо нели од животинско потекло, меѓутоа месо кое што треба да биде најзастапено во текот на периодот, на овој период летен, е рибиното месо, односно практично рибата. Така. Ќе говориме за рибата нешто подоцна. Она што ме интересира е веќе метеоролозите ни најавија високи температури, конкретно оваа работна недела и до 40 степен. Што е со хамбургерите и сличната брза храна, особено омилена за помладите генерации? Никако, значи комплетно треба да биде исклучено во текот на овој период од годината за конзумирање, посебно на оние деца кои што се во раст и развој, од проста причина што истите тие не само во летниот период, туку и во текот на целата година изобилуваат со трансмасни киселини, изобилуваат со продукти, односно материи кои што не треба да бидат никако внесени во еден детски организам, премногу засилувачи на вкус, на арома, на боја, премногу адитиви во истите, хранлива вредност, слободно можам да кажам нула. Споменавме, паралелно со намалување на внесувањето на месо, нутриционистите препорачуваат с големи количината на риба која што консумираме во овој период од годината. Какви хранливи вредности има рибата и како влијае врз нашиот организам, особено во лето? Кој е најдобриот начин да се приготви рибата, а да останат сите оние хранливи вредности во неа? Така. Сега вака, нели, јас некако многу ригорозно настапив кон месото, морам да бидам така и кон рибата, од причина што рибата која што се пласира на нашите пазари, мораме да знаеме, треба да биде навистина во свежа форма, треба да знаеме од каде е дојдена, каде е таа риба растена, многу е важно во која вода таа риба растена, во која вода се хранела, за да биде, нели, здрава, за да ја пласираме на нашето мени. Инаку рибата е полесно сварлива во текот на летниот период и затоа се препорачува во поголеми количини, и не само рибата, туку и морските плодови, кои што исто така во текот на летото некако повеќе се преферираат и се подоминантни на трпезата. Содржат омега-3 масни киселини, некои омега-6 масни киселини, кои што навистина се од добробит за нашиот организам, посебно за целиот кардиоваскуларен систем, кој што во текот на летниот период е малку пооптеретен, од проста причина со самата промена на температурните разлики, крвните садови или се шират или се стеснуваат и протокот на крв не е постојан, односно не е константен во текот на едно деноноќе, не е ист. Од таа причина се потребни овие омега-3 масни киселини и, нели, нивните компоненти кои што истите ги содржат, како што е масната киселина, која што е многу добра за инфламаторни инфекции во нашиот организам. Рибата треба да биде подготвена на најпрост можен начин, или да биде само сварена со додаток на зеленчук, да биде тоа рибја чорба подготвена во домашни услови, или да биде, нели, риба печена. Никако во текот на летниот период рибата да не биде во длабок зетин пржена или похована со брашно и не знам со ред други, нели, намирници со кои што домаќинките подготвуваат. Она што за жал е честа навика барем кај нашите домаќинки кога станува збор за приготвувањето на рибата. На листата на производи кои што особено ни се омилени се млечните производи. Што е со млечните производи? Дали и во колкава мера се препорачани во текот на летото? Па во текот на летниот период и не мора многу да се конзумираат млеко и млечни производи, од проста причина што хранливите материи кои што ги имаат, нели, во истите, кои што ги содржат како што се калциумот и протеините, може да бидат внесени по растителен пат и никако нема да биде проблем, нели, доколку телото биде оскудно во текот на 1 до 2 месеци да не конзумира. Киселомлечните производи може да се на прво место од млечните производи, како што се, нели, ацидофилните јогурти, пробиотските јогурти и кефирот. Тие треба да бидат застапени во текот на летниот период во исхраната на луѓето, од проста причина што се и пробиотски и пребиотски култури и, нели, како што напоменавме, за да не дојде до цревни инфекции во нашиот организам, пожелно да бидат овие застапени. Тешките масни сирења, нели, другите млечни производи, млекото како кравио млеко, во текот на летниот период пожелно да се одбегнува.
И сега, во текот на летниот период споменавме, организмот бара храна со помала количина на маси и на протеини. Која храна може да биде соодветна замена за онаа која што конзумираме во текот на годината вообичаено, а при тоа да не го изгубиме оној потребен внес на неопходните намирници за благосостојба на нашиот организам? И кога станува збор за исхраната, како правилно треба да бидат распоредени нашите оброци во текот на летните денови со цел да не го оптеретиме нашиот дигестивен систем, и треба ли да ја практикуваме онаа навика кога, особено во текот на летните денови, кога е премногу топло во текот на денот, не конзумираме ништо или сосема минимум храна конзумираме, а во текот на вечерта кога температурите ќе паднат, се обидуваме на некој начин да го надоместиме она што го пропуштаме во текот на денот, условно кажам. Така, не се обидуваме ние, туку организмот си го бара тоа што во текот на денот не е внесено, во еден период од денот секако дека ќе го побара. Јас често знам да кажам дека ако утринскиот дел не ви е добро, нели, избалансиран, односно немате добар внес на хранливи материи во текот на утрото, односно предпладнето, некаде дека 12 часот, верувате дека после 17 часот телото како смукува, значи бара потребните материи кои што вие во текот на денот не сте ги внели, и тогаш можете да кажете дека сега можам седи за да ми благо и солено и кисело и масно се во еден оброк, зашто што проста причина во текот на денот, односно во предпладневниот дел, не сте ги внеле овие нели хранливи материи. Во текот на летниот период оброците треба да бидат почести, меѓутоа да бидат, би рекла, оскудни, минимални, значи порцијата доколку сте јаделе начинија полна, значи од било кој намирник, треба да биде веќе 1/3 и 1/4 од истата кој што сте конзумирале. Меѓутоа треба да бидат почести оброците од проста причина, како што напоменавте, да не го оптеретиме дигестивниот систем и да има време за преработка на истото, цело време пласираме храна. Храна која што за тој временски период кога не конзумираме нели никаков хранлив намирник, ќе биде преработена во нашиот организам, ќе даде она што треба да го даде во крвотокот, односно преку тенкото црево, преку ресичките негови, ќе замине во крвотокот и тогаш нема да направиме никаков дисбаланс во нашиот организам, како што ме прашавте вие, дали ако не конзумираме месо, млечни производи во текот на летниот период, не дај Боже, нели ќе дојде до некој здравствен проблем. Верувате ми, само може да имате бенефит од истото. Летото е идеален период каде што може да се подобри имунитетот на одреден пациент, каде што може да се подобри целата крвна слика, од проста причина што навистина изобилуваат пазарите со храна која што не мора да биде месо и млечни производи, а адекватна за надоместување на протеините, на нели железото и на сите оние хранливи материи кои што ги содржи практично витамините и минералите кои што во помала количина ги има во месото, ги има најмногу во нели целозрните житарки, во овошјето, во зеленчукот и нели во подготовките на храна од истите. Се на се може да сумираме целосен и добар појадок за старт на денот, а во текот на денот имаме почести оброци, но секако не толку обилни. Најважен чекор и елемент кој што не треба да го испуштиме кога станува збор за исхраната во текот на лето е конзумирањето, односно доволното конзумирање на количина на вода дневно, што подразбира самиот израз, колку е количество на вода е доволно во текот на овие летни денови и дали терминот внесување на течности подразбира само чисто пиење на вода или тука се подразбираат и оние други пијалоци, меѓу кои газирани сокови и слично. Така, ако одиме по дефиниција и по наука, внесот на течност отпаѓа 99% на чистата вода, молекулата H2O. Другото се останато е нели само некоја примес со вода. Дали тоа цеден сок, па ќе додадете вода или има вода, меѓутоа не е чиста молекула H2O. Дали тоа ќе биде газирана вода, дали ќе бидат одредени други сокови кои што ќе ги пиете во некој на денот, кафиња, вие мислите дека внесувате течност, меѓутоа дури и чајот не влегува во нели во адекватен внес на вода во текот на денот, односно течност која се препорачува. Според формула со која што јас не се сложувам, Светската здравствена организација вели дека нели на 25 кг телесна маса е доволен 1 литар на вода во текот на денот. И сега тоа е нели унифицирано правило кое што стои во книга, меѓутоа во пракса се коси. Зошто? Заради тоа што една личност која што има 50 кг треба по дефиниција, односно по формула да исконзумира 2 литра течност, односно вода во текот на денот. Таа личност која што има 50 кг може би има 40, 50 или 10 години. Сега, внесот на течност за 40, 50 и 10 години никако не можам да се сложам дека е ист. Друго зашто не се сложам со истата формула е тоа што таа личност на 50 кг може би пасивна цел ден лежи дома и пред компјутер, а некоја личност на 50 години се искачува до горе до водно и сега не можете да ми кажете дека иста количината нели на внес на вода во текот на денот. Да не одиме нели понатаму за здравствената состојба на таа личност од 50 години и на од 50 кг на 40 години и на дете од 50 кг кој што има 10 години, здравствената состојба не е иста.
ист. Распонот на белите дробови при вдишување и издишување не е ист. Нели, работата на бубрезите не е иста. Меѓутоа, една паралела по која што треба секој да се води е навистина во текот на денот, најрано кога ќе станете, исконзумирате една чаша вода. Во текот на предпладнето, уште 3 чаши вода и после тоа продолжете. Тоа сето друго ви е гратиснес на вода во текот на денот. Во летниот период тоа може да се помножи по 2. Сосема накусо пред крајот на денешниот разговор споменавте летово идеален период за да го подобриме и да го зајакнеме нашиот имунитет. Какво влијание може да има матичниот млеч во подобрување на нашиот имунитет и дали се препорачува во летниот период? Секако дека се препорачува и медот и матичниот млеч, доколку немате алергии, нистите морам да напоменам, истото може да се конзумира од најрана возраст, нели, уште од рана детска возраст. Посебно матичниот млеч кој што е добар, нели, сојузник во подобрување на нашиот имун систем. Од најрана возраст кај дечињата па до најстара возраст кај нашите граѓани. И не случајно ве прашав, бидејќи во наредниве минути ќе говориме за придобивките од матичниот млеч. Во меѓувреме ќе ви се заблагодарам за денешното гостување. Сезоната на летен режим на исхрана е во полник, би рекол. Важно е да знаеме како правилно да се храниме во овие високи летни температури со цел да ги задоволиме потребите на нашиот организам, но и да го одржиме нашето здравје на оптимално ниво. Ќе се видиме ние во следна прилика. Благодарам.